Сите ние сакаме сладки задоволства, но најчесто тие имаат многу калории и не се поволни за нашето здравје. Но решението за тоа е црното чоколадо, кое содржи над 70% какао и ги комбинира сладкото задоволство и здравата храна. Фибрите од црното чоколадо се добри за дигестивниот тракт, тоа е добро за срцето, ако е умерено, добро е за снижување на лошиот холестерол. Тие малку калории се добри кога веќе ги внесуваме за оние кои што се физички активни. Исто така се добро и за после тренинг, како здрави калории за обновување на резервите во организмот, така да црното чоколадо секако е подобра алтернатива и во калориски и во здравствен смисол од обичното чоколадо. Црното чоколадо е корисно за нашето здравје затоа што содржи голем број на минерали како железо, натриум, калциум, фосфор, магнезиум и калиум, а од витамините во чоколадото најмногу ги има B1, B2, B5, B6 и Е. Колку луѓето знаат за црното чоколадо и зошто тоа треба често да се конзумира? Знам дека многу користи за здравјето, корисно е за циркулација на крвта, за крвните садови и воопшто за здравјето на човечкиот организам. Колку црно чоколадо, например, консумирате и колку често? Па секој ден по една коцка. Една редица, мислам, од чоколадото. Секој дневно го користам. Здрава, имам слушнато и на децата, од време на време зимам. Црно чоколадно посебно и они се благодарни, баба, фала ми викат. Бројните истражувања велат дека црното чоколадо кое содржи над 70% какао при умерено консумирање го снижува високиот крвен притисок, го намалува ризикот од срцев и мозочен удар, помага при високиот холестерол и изобилува со антиоксиданси кои помагаат во заштитата од рак, а истовремено и го забавуваат процесот на старење. Главна состојка на чоколадото е какаото кое потекнува од Јужна Америка. Тамошните луѓе произведувале какао и храна од какаото уште пред 2000 години од нашата ера, а денес најголем производител на какао е Западна Африка.